Советот на општина Кочани даде поддршка на предлогот за измена и дополнување на општинската програма за комуникација, со што за околу 1/3 се зголемува износот за активности и оперативни и технички трошоци. Се работи за дополнителна сума од 300.000 денари, наменета за трошоци за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На денешната 59-та седница, на која оваа точка се најде на дневен ред, членовите на Советот ја поддржаа иницијативата, со што локалните медиуми треба да добијат средства за покривање на трошоците за следење и информирање за активностите на локалната самоуправа. Сепак се јави дилема околу критериумите според кои ќе се направи распределбата и дали таа е потребна токму пред предстојните локални избори. Не е проблем, пошто јас бев предлагач пред 2 години на оваа точка, ќе дадам поддршка, ќе ја поддржам и ќе ја гласам. Само сакам да ви кажам дека не е во ред кога пред избори се спремате да манипулирате со јавноста и сега да ги подкупите медиумите и сакате да им дадете пари. А јас ового предлагав пред 2 години на луѓето кои волонтерски работат тука. И Канал 8, и Кочанска телевизија, и порталите Гласно, МК и Комарец, уште тоа време предложив да им се одвои од буџетот на луѓето пари. Вие тоа време не ги прифанавте моите предлози, не ја прифанавте точката. Значи да не ме разберат погрешно локалните медиуми. Јас не мислам дека не треба да им се да имаат извор од кој што ќе екзистираат, но мислам дека тоа треба да биде во склад со законот, а не на ваков начин да им се подпикнуваат средства. Мислам, буквално треба да има да се најде простор за да бидат финансирани, бидејќи се секако нужно необходни, но не на ваков начин. Претходно знаевме дека законски не може, иако донесовме одлука да дадеме, мислам, и повеќе од 300.000 денари. Значи не е проблем, тука сме да ги поддржиме, само сакаме да знаеме на кој начин. Со измени на закон, на кој начин е дозволено. Недоволно јасно објаснување имаше од општинската администрација за начинот на кој ќе се распределуваат средствата, наведувајќи дека ќе се спроведе постапка за јавно наддавање. Имаше навистина законска пречка, тоа беше тој член 102. Членовите од претходниот состав на Советот се сеќават, повеќе пати беше разгледуван, кој изричито имаше забрана да се трансферират средства до приватни медиуми во кои ќе се известува за активностите и резултатите на општините. Меѓутоа, еве сега ве информирам дека тој член е избришан и како пречка веќе не постои, за да може да се стави во програмата, а начинот на кој ќе бидат доделени, мислам дека од разговорите што ги водевме дека најверојатно ќе биде по пат на јавна набавка. И тогаш ќе можат да учествуват, ќе има можност за конкуренција на медиумите за да се пријавуваат и да учествуват за доделување на средства. Но и за ова еве оставаме можност дополнително да ја информираме јавноста, мислам дека тоа ќе биде начин. Ставот на советниците беше дека треба да се утврдат подобри критериуми за распределба, со оглед што медиумите им се потребни и на општината и на Советот, но многу повеќе на граѓаните. Сакам на оваа тема да се пристапи посериозно, постудиозно и во некои наредни седмици да разговараме евентуално за поголемо заколимување на финансите и за начинот на распределба да биде транспарентен, да има и за сите. Значи, вака за таа сума непотребно е да дигаме галама кога 300.000 денари са 25.000 денари месечно, тоа не е ни минимална бруто плата. Джаве да не се дига фама, да имаме по-сериозен пристап. Значи во оваа прилика на некоја наредните седмици да не биде дадено од страна на лицата кои што се во општината, како може подобро да пристапиме кон оваа проблематика. По дискусиите за оваа точка поддршка дадоа 14 советници, а еден остана воздржан.